civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Разговараме со Ивана Лозановска и тоа на тема природа, екологија, циркуларна економија, како тие се поврзани. Меѓутоа, за почеток би сакала Ивана да ни се представиш. Која си ти и што работиш? Да, здраво биве, фала за најавата. Јас сум Ивана, имам докторирано на одделот за шумарство и управување со природни ресурси. Мој поле на делување и истражување е рипариската вегетација. Тоа е она вегетација која што живее покрај вода, значи делумно копнена и делумно водена површина. Овдека сум во својство, бидејќи сум член на Логекс заедницата, тоа е една платформа која што има за цел да унапредување на соработката помеѓу државите на Западен Балкан и целта е да се идентификуваат проблемите, односно недостатоците помеѓу високото образование и пазарот на труд на Западен Балкан, и затоа на оваа платформа, која што е регионална и мултисекторска, има членови кои што се дел на академската заедница и дел на бизнес секторот, каде што со меѓусебна размена на идеи би можело да се потикне една и да се дадат некои идеи или сугестии како би можело да се подобри пазарот на труд во Западен Балкан, и циркуларната економија е како една идеја која што би можела да допринесе кон идејата на оваа соработка. Меѓутоа, додека да стигнеме до циркуларна економија и што таа значи, најпрво треба да ги сватиме некои основни поими и да започнеме од почеток. Што представува природата сама по себе и кои се бенефитите што таа ни ги дава на нас како луѓе? Да. Ние од природата добиваме различни ресурси и услуги на кои што нашиот живот почива. Значи, воздух, вода, почва, печурки, риби, дрва, се тоа доаѓа од природата. Значи, нашата благосостојба е целосно или во голема мера зависна од природата. И бидејќи ние сме толку зависни од неа, би требало истата да ја користиме до некоја одредена мера. Значи, да оставиме нешто што и следните генерации би можеле да го користат. И кога зборуваме за природата, значи половина од бруто домашниот производ во светски рамки доаѓа баш од природните ресурси. Значи, како што кажав, нашата благосостојба зависи баш од тоа што ни го нуди природата. Кои се најголемите предизвици, кога веќе ги спомна природните ресурси? Кои се најголемите предизвици за заштита на природните ресурси? Да. Тие ресурси што ние ги добиваме, значи не се бесконечни, а начинот на кој што ние ги користиме се однесуваме како да тие ќе траат за секогаш. Затоа, ако, например, следиме некои извештаи, некои анализи, за колку време човештвото или земјата ги користи ресурсите кои што се предвидени да траат цела година, од година на година тој период е се пократок. И затоа ние мора да најдеме некаков начин како тоа би го лимитирале. Од друга страна, мора да тежнеме исто така кон економски напредок. И тука настанува целиот проблем. Сега дали да заштитуваме, дали економски да се развиваме. И затоа таа зголемена побарувачка на продукти и услуги предизвикува дисбаланс во природата, бидејќи ние многу земаме неограничено и
со тоа го преметуваме балансот во природата и затоа тоа доаѓа до, значи како консеквенции имаме губење на биодиверзитет, деградација на почва, недостаток на вода и слично. И се тоа зависи од тоа колку и како ги екстрахираме овие ресурси од природата. И затоа би требало да се фокусираме на некој алтернативен начин како се тоа би требало да изгледа. Токму неограниченото искористување на природните ресурси и нашата негрижа за заштита на истите, значи ние земаме, ама ништо не даваме за возврат, предизвикува и климатски промени, односно голем дисбаланс во природата, како што рече. Прашањето е какво е влијанието на климатските промени во природата и дали постојат некои механизми за нивно, да речеме, ублагување, односно нивно регулирање. Така. Да, темата е многу актуелна последниве, не знам, десетина години, бидејќи тие се факти, се околу нас. Така да тие климатски екстреми кои што се случуваат, тоа е проблема, значи имаме периоди од долготрајна суша и после периоди на порани дождови или многу топли па многу ладни денови. И се тоа влијае на екосистемот. Ако ги земеме, например, ако се фокусирам на тоа што ја го работам, значи таа вегетација која што живее покрај вода, таа е зависна од динамиката на реката, но од незината природна динамика. И кога имаме долготрајна суша, имаме намален водостој или нагло зголемен водостој и тоа предизвикува механички, доаѓа до механички последици на овие рипариски шуми или на рипариската вегетација и потоа едноставно потоа системот не е повеќе во можност да ги нуди тие добра и услуги кои што би требало да ги нуди. И со оглед на тоа, како што кажав, дека ние сме зависни од истите, значи ние не би требало да дозволиме да дојде до таа мера. Има механизми, кога зборуваме, например, за договори кои што ги се ратификувани на ниво на Европа и на свет, таков е, например, Парискиот договор од 2015 година, кој што стапи на сила 2016, каде што целта е да се намали глобалното затоплување да дојде до под 2 степени, идеално би било за степен и половина, бидејќи над 2 степени или веќе 2 степени екосистемите би имале проблем како би функционирале. И значи земјите кои го имаат ратификувано договорот, таргет е да се намалат, се обврзуваат да ги намалат стакленичките гасови, јаглероден диоксид, метан и азотни оксиди најмногу и да може да се постигне таа климатска неутралност, која што би требало да биде до 2050 година. Јас се надевам дека тоа ќе има некаков успех, значи и резултати ќе се видат, нема да чекаме до 2050, туку дека тоа ќе се случи многу порано. Меѓутоа, веќе кога ја начнавме и ја спомнуваме попатно циркуларна економија, еве накратко, во кратки црти, што е циркуларна економија? Како да ја разбереме? Да. Па како што кажува, самото име е нешто што се врти во круг. Основно е да се смени начинот на кој што се произведуваат продуктите и нивната употреба. Значи, најчесто продуктот се произведува, ние го конзумираме и го фрламе. Значи, тоа е линеарно. Со циркуларната економија има за цел да се промени начинот, прво како се произведуваат материјалите, значи тоа да не биде директно екстрахирање на примарни продукти, природни ресурси, туку оние ресурси кои што веќе влегле во системот. Тоа би подразбирало дека не се користат веќе примарни, туку на некој начин секундарни, односно истите да бидат рециклирани. Друг начин е дека би можело како да се зголеми
да се продолжи векот на користење на производите. И тоа подразбира, значи не да се земе употреби и фрли, туку да може да се поправи и со тоа да се користи подолго. Или друга некоја опција е дека не мора се да се поседува. Нешто може, например, да се изнајми или да се подели, или пак исто така може да се купи како на second hand. Значи не мора секогаш да биде ново. Со тоа се продолжува векот на се произведува векот на производите кои што ние ги користиме. Тука има проблем денес. Ако се земе предвид дека нашата, како би рекла, дека не социјалниот статус, туку дека економски ние сме побогати на светско ниво и купуваме производи кои што на пример се многу ефтини, но тоа не отсликува реално економската и социјалната цена на тој производ. На пример, ако купиме една блуза која што е 300 денари, тоа не отсликува реалната цена на водата потрошена за производство на таа блуза, или некој требал да работи за 30 центи за да се произведе, но ние ја облакаме еднаш и бидејќи не сме потрошиле многу пари за истата, ја третираме како партал, ја фрламе после употреба и со тоа допринесуваме на продукција на отпад. Значи несвесно влегуваме во некој круг кој што е погубен за природата во крајна инстанца. Ова звучи и покрај тоа што даде нели доста примери за поедноставно разбирање што представува циркуларната економија, како овие принципи и оваквиот начин на функционирање можеме да го аплицираме на национални и локални економии. Значи како би можеле тука нели да влијаеме, да се променат на некој начин? Да, нешто што е доста развиено или доста развиено на ниво на Европска унија, иако сите земји не допринесуваат исто, е тоа што отпадот се третира како ресурс. Значи со негова преработка, рециклирање се допринесува, значи тие материјали да влезат повторно на пазарот и со тоа се намалува цената на производство. Значи помала е цената да нешто се репроизведе отколку да се екстрахира директно за прв пат од природата. И на тоа се работи многу на ниво на Европска унија и исто така што исто ми беше интересно кога најдов дека има еден вид на дата база на луѓе кои што имаат своји мали или поголеми компании кои што со тек на време се развиваат, кои што имаат во фокус некој аспект од циркуларната економија. Например, тие може да бидат поврзани со биопакувања, со производство со собирање на пластика од плажи и производство на материјали за комерцијални цели или со различни биопродукти, биопестициди и слично, така да има различни иновативни идеи кои што придонесуваат за развој на економијата и луѓето живеат од своите мали бизнеси кои што се занимаваат со одреден аспект од циркуларната економија. Така, како идеја, како концепта и како нешто на кое што треба да работиме, циркуларната економија звучи како исправна ствар. И да се послушам со тој термин, значи нешто што навистина треба да се на кое што треба да се работи и тоа во глобални рамки. Меѓутоа, дали ние имаме услови за развој на циркуларна економија во глобални рамки, кога сме свесни на тоа во какви услови живее дел од човештвото, значи од луѓето, па и во контекси на војните кои што се водат и агресиите, да речеме и агресијата врз Украина, ова не е најсвеж
пример каде што не се уништуваат само не се уништува само инфраструктурата и се одзимаат човечки животи, туку се големо уништува и самата природа. Дали во глобални рамки постои во овој момент во овој период да почне да се развива циркуларната економија? Па со оглед на тоа што веќе на ниво на Европска унија се има имплементирано тоа управување со отпад и користење на отпадот како ресурс, мислам дека би можело да се развива сегде. Можеби некои посиромашни и побогати држави различно инвестираат во тие идеи или во некои технологии кои што би требало да се развијат, бидејќи мора да имаш идеја и технологија како да стигнеш до таа преработка на материјалите. Тоа би можело да биде различно, но една од идеите, кога веќе ја спомна војната во Европа, една од идеите на циркуларната економија е баш тоа, бидејќи со војната увидовме колку ние сме уствари зависни едни од други во економска смисла и како, на пример, одредени продукти кои што ние секојдневно ги користиме, одеднаш ги нема. И оваа економија има за цел, значи тоа да како би се стимулирало локалното производство или токму преку поправка на некои продукти кои што ние ги користиме, би се стимулирале нови работни места. И со тоа ние би биле помалку зависни економски или на глобално ниво помалку зависни и би се фокусирале повеќе локално што се случува и што ни е нас едноставно потребно. Дали ние, затоа што можеме слободно да речеме дека сме сиромашна држава, имаме услови да се вклучиме во трендовите на циркуларната економија кои што се во моментот, кои што се користат во светот, да речеме? Да. Мислам дека на индивидуално ниво секој може да направи разлика. Со тоа што ние место, како што кажав, место се да купуваме ново, да го користиме и да го фрламе, може да размислиме два пати дали тоа треба да го направиме. И со тоа значи ние допринесуваме кон намалување на отпад и индиректно заштита на животната средина. Друго што се случува кај нас и кое што е во рамките на циркуларната економија, иако можеби не се свесни за терминот, а можеби се, тоа не знам, е тоа што имаме ние некои мали бизнеси кои што или поединци кои што на пример се занимаваат со собирање на пластика или делови од компјутери, тоа на пример произведуваат накид. Сега не знам дали тоа е примерен економски инпут за единките или дополнителен, но секако е одлична идеја. Или пак луѓе кои што се занимаваат со стар мебел кои што го реобновуваат и потоа го продаваат. Значи се се тоа делови на циркуларната економија и ова се примери од кај нас. Значи и кај нас има некој зародиш на индивидуално ниво, да кажам. А на национално ниво, кај нас управувањето со отпад е секогаш тема и други иницијативи кои што се превземени, тоа е, мислам дека забраната за пластични пакувања и користење на кеси и пластични пакувања за една употреба. Тоа е нешто што е кај нас. И мислам дека или ние немаме регулативи, или пак имаме некои, но не се имплементирани. Така да, мислам дека повеќе, според моје знаење, е нешто што се случува повеќе на индивидуално ниво. Ива, ајде да позбројаме малку и за тоа како е поврзана природата со циркуларната економија. Како може да си помогнат една на други, ако даде неколку примери, да ја дефинираме на некој начин. Да. Како што реков, ние земаме многу
ресурси од природата и природата ни нуди многу а, услуги и за различни сектори, кои што тие сектори понатаму влијаат на квалитетот на нашиот живот. Меѓутоа, тоа линеарно користење на производите негативно влија и ние всушност не ги почитуваме границите на природата и затоа тоа мора да се смени. Значи ние ги земаме ресурсите таму, но мора да внимаваме како тие понатаму ги користиме и што може да придонесеме за истите да бидат поефикасно искористени. И баш како што спомна и ти, некако оваа циркуларна економија доаѓа како линк помеѓу економскиот развој и заштитата на природата и заштитата на животната средина. Значи се почива на тоа како ги користиме производите и на тоа треба да биде ставен главниот акцент. Значи, слободно можеме да речеме дека циркуларната економија можеме да ја гледаме како алатка за подобрување на биодиверзитетот и на природата. Да, баш така. Значи, таа не може директно да го спаси биодиверзитетот од колапс, но може да допринесе и допринесува како природата би била, како би заштитата на природата би ја унапредила, бидејќи ние сме зависни и индиректно всушност ние си помагаме самите себе. И доколку тоа се случи, значи сите имаат бенефит. Тука е економскиот бенефит и напредок, тука е бенефитот на природата и индиректно за нас. Бидејќи ако екосистемите и природата се во подобри услови и во баланс, значи тие се посилни и ние индиректно имаме поголема заштита, бидејќи исто така и тоа ги прави и некои пандемии во иднина повеќе можни доколку природата е во дисбаланс. Значи природата ни е битна за нашата благосостојба во иднина.